Ви благодарам, председателе. Почитуван заменик председател на владата, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Денес, кога расправаме за важна тема на пленарна седница во Собранието, не можам да не истакнам дека навистина е интересно кога поранешни функционери од влади кои оставија сериозни сомнежи за криминал и корупција се обидуваат да зборуваат за правда и правна држава. Почитувани колеги од Социјалдемократскиот сојуз, кога зборуваме за избор на нов државен јавен обвинител, не можеме да се однесуваме како да почнуваме од почеток или да почнуваме од нула, бидејќи за жал мораме да се присетиме на минатото, кога сите бевме сведоци на низа слабости во функционирањето на јавното обвинителство, непостапување, пасивност од страна на јавното обвинителство, кое дополнително ја поткопуваше ниската доверба која ја имаше правосудниот систем од страна на граѓаните. И добро е на кратко да се подсетиме каква беше состојбата во јавното обвинителство кога вие бевте дел од владата, почитувана Тренчевска, и вашата политичка партија ја водеше државата. Јавноста беше сведок на низа скандали кои секојдневно излегуваа на виделина. Имавме случаи со преадаптација на државно земјоделско земјиште во градежно земјиште, кое со одлуки на влада беше доделувано за фотоволтаици на сопруга на поранешен премиер, на син на поранешен премиер. Поранешен министер од вашата влада склучуваше договори за јавни набавки со фирми во кои тој самиот беше сосопственик, издававте пасоши на криминалци со лажни идентитети, а за сето тоа јавното обвинителство не поведе постапки, не отвори истраги и не ја исполни својата примерна функција, односно не го штитеше интересот на граѓаните. Јавното обвинителство во ваше време, почитувана Тренчевска, беше марионета на мокниците и политичарите од вашата партија, наместо независен и самостоен орган на правдата. Денес зборуваме за едно ново време, кога владата даде предлог за државен јавен обвинител, во кој сите гледаме надеж и можност за враќање на довербата во обвинителството и целокупниот правосуден систем. Имено, мислам дека сте запознати со ставовите и на експертската јавност, кој ги истакна во однос на оценките за предложениот кандидат, дека оваа влада е прва која предложи непартиски човек за државен јавен обвинител. Предложениот кандидат ги поседува сите професионални и лични квалитети за извршување на оваа одговорна функција. Од неговата професионална биографија можеме да забележиме дека немал брза лента во кариерата, туку постепено ги поминувал сите скалила низ правосудните патеки. Верувам дека ќе го поддржите и ќе направите чекор кон посилна правна држава и владење на правото. Ви благодарам.